И би сакал да го изразам моето разочарување од погрешната страна која што ја превзема господинот Села. И би сакал тој да има друг по-конструктивен пристап, друг по-афирмативен пристап во правец на процесите. И токму тука лежи моето разочарување со господинот Села, заедно со неговите луѓе, и го кажувам тоа со големо жалење, не е подготвен за големи процеси. И уште повеќе од вчера сум вознемирен, не само разочаран, туку од синоќа сум и вознемирен, затоа што тој даде една изјава која што многу не е мерена, дека јас, Али Ахмети и ВМРО ДПМН сме организатори на неговото физичко елиминирање, за потоа да го елиминираме и политички. Но јас имам огромен имунитет и би го ставил во следниот редослед на сите тие обвиненија што сум ги имал досега и ги одбивам како и тие тогаш, како и овие денес, како апсолутни невистини. Но тие обвиненија само се почести, а мојот имунитет е се појак и појак. И би сакал Села да биде многу по-конструктивен. За коалицијата дали ќе продолжи после изборите. И се зборува дека може да има предвремени избори следната година ако се смени владата. Дали дуи размислувала за друг коалиционен партнер, затоа што ако гледаме по гласовите, дуи има малку помалку од тие двете заедно. Дали сте размислувале за коалиции за изборите? Или да кажеме различно индиректната соработка со ДПА? Во врска со бројките, штабот ги има тие бројки, но колку што јас знам, ние сме во голема предност кон двете политички партии кои што се споја во коалиција за вториот круг, кој што по моје мислење не е природен и не е добитен за ова време, затоа што доколку размислува за партнерство, тоа треба да го направат пред изборите, а не во моментот кога очигледно се гледа дека е тоа коалиција за да се спасат лицата кој што ја направија овој договор, кој што го направи овој договор. Со оглед на предвремените избори, мислам дека ова ви беше прашањето и ова ви беше централното прашање. И јас ве осигурувам дека нема да има предвремени избори во оваа земја. Имаме одржлива коалиција, имаме програма која што е многу волуминозна и програма која што е многу добра и очекуваме да се реализира. Очекуваме имплементација на реформите и е многу побитно за нашата земја да се концентрираме во имплементирањето на таа програма, за која што ние сме се сложили заедно, како што се посебно реформите во судството. И мислам дека тука сите наши сили треба да ги концентрираме, апелирам до сите медиуми и до сите медиуми електронски и пишани. Ние имаме огромна поддршка
во нашата земја да владее правото. Со реформите во правото. Ако тука имаме успех, ако сме успешни тука и продолжиме да работиме во правец на владење на правото, на правната држава, и мислам дека навистина тогаш би можеле да очекуваме видлив напредок. Исто така, во правец на нашата заедничка агента и реформскиот формат на владата имаме предвидени се добрососедските односи и многу значајни процеси кои што се поврзуваат директно со зачленувањето на земјата во НАТО и во Европската Унија. Значи, решавањето на проблемите со нашите соседи, исто како што решивме со нашиот сосед Бугарија, исто храбро треба да пристапиме да го решиме проблемот и со нашиот друг сосед Грците. И затоа јас не сметам, не само дека не сметам, туку нема никаква причина за земјата да оди во предвремени избори.